мене назад. Имаме уште интересни содржини, гостување со кои што го продолжуваме денешното издание на Утринската на Телма, така што во овој дел каде што ни е Утринскиот компас, каде што промовираме нови книги, настани и така натаму, ќе имам убава можност да разговарам и тоа пред самата промоција денеска на Пладне со Трајче Кацаров, автор на богат прозен, поетски и драмски опус. Имавме можност пред неколку месеци во една прилика да зборуваме за вашето дела, вашите дела што се несува до драмскиот опус, односно и делата за децата во Штипскиот театар и така натаму. Веројатно тоа се убаво помина и заврши. Се подготвувате за следната година, но меѓувреме се подготвуваше и нова книга, нов роман кој што денеска ќе биде промовиран во 12 часот, мултимедијалниот културен центар Матица Ексклузив. Сите оние кои што се разбира сакате да бидете дел од промоцијата, можете, нормално, отворена е за сите вас, точно на Пладне. Па пред промоцијата добре ни дојдовте во главниот град. Добре ве најдов. Од Штип директно, хаотично малку ние во сообраќајот, но се движи. Мислев дека е хаотично, не излезе така. Така, се снајдовте, значи не ме фати шпицот, што викаме. Не ме фати шпицот, да. Добро. Господине Трајче, ајде да зборуваме конкретно денеска за оваа нова книга, овој нов роман, кој што верувам дека ќе привлече голема публика читателска. Хумористична содржина има, што ни фали во денешно време. Јас секогаш тоа го нели после коронава го употребувам, дека многу малку имаме повод за смеење, се одвикнавме да се смееме и многу помалку дела се создаваат хумористични. Многу помалку брчки на лицето прави насмевката отколку нели сериозниот израз. Но од секој, видите, тоа е се до, како се вика, до темпераментот. Има еден од големите натуралисти во книжевноста, Емил Зола, кој ќе каже дека ако го прашате, да речеме, како се одликува, кои се тие елементи кои го одликуваат писател, тој ќе ти каже перцепцијата на стварност и темпераментот. Ја не можам, дури понекогаш сум се нашол во ситуација која ќе ми каже, бе, како можеш ова целата таа ситуација да ја погледнеш од смешната страна. Дури, видите сега, во драматургијата има едно правило кое што вели дека се е драма, а после е вика комедија и трагедија. Многу пати вика младите драматурзи ќе сакат да напишат трагедија и излезе на комедија. Или ова, да речеме, на обртно. Има некои ситуации кои што сами по себе ги одликуваат и по начинот по речта, по изразот, дури кога се зборува нели за трагедија, можеби и поради тоа во драмата и во трагедијата повеќе луѓе се огледаат, сметајќи дека тоа е поле каде што можат нивниот интелектуален строеж на полесен и појасен начин да го изразат, а кај комедијата, бидејќи се употребува колоквијалниот јазик, понекогаш и нешто кое што само по себе не наликува на свечена песна или да речеме свечен говор, и си викаш дека ова е работа која што може секој да ја направи, но е најтешко. Најтешко е човек да насмееш, тоа е просто речено, отколку да го расплачеш. Има многу сценски, многу моменти, како се вика, ситуации кои што сами по себе те наведуваат, нели да речеме, да се сообразиш, бидејќи уште од Аристотел две нешта треба да предизвикува секое дело. Тоа треба да предизвикува страв и емпатија. Значи, кога ние ќе дојдеме сега, ако излегуваме од принципите, од некоја си веќе подадена формула, и сега ти викаш, емпатија можам да предизвикам, но не можам да предизвикам страв. Многу е интересно кога ќе се најдеш во една таква ситуација, дури некој од големите комедиографи, меѓу другото циници, ироничари во литературата, еден од нив е Оскар Вайлд, па тој самиот ќе каже, за да напишеш обично дело ти треба ум. За да напишеш, како се вика, комедија или да напишеш нешто во кое што, како се вика, исмеуваш нешто, ти треба оштар ум. Така да, таа е ситуација со која што можеби и од тој аспект луѓето многу малку се нафаќаат да пишуваат комедии, поготово да стават во некои во содржината некои смешни елементи, од причина што смислат дека тоа ќе намали вредноста на
на делото. Но јас обртно го правам тоа. Кај мене кратката форма е форма која што ме обврзува. Смешната страна на животот е страната по која што сакам да чекорам. За мене има таа најмногу сонце. Таа сакам да ја, како се вика, да бидам да изразувам преку одредени, да речеме, форми. Во дадени случај сега тоа е романот и во поезијата, во драмата, секаде можам само по себе да кажам дека хуморот ми е основна точка, окосница околу која што градам действијата. Рековме Увозникот на бели ноќи е романот кој што ќе биде промовиран. Увозникот на бели ноќи е многу сериозен роман, бидејќи се она што сум го правил досега сум го правил со теза и со идеја. Јас сум поклоник на таквата драмска форма, на таквата драмска содржина, па да речеме и во романот, во секое моје дело има драма. Дури и во песните има драма, има таква структура. И само по себе, може би, затоа што сум драматург и сега на некој начин и предавам драматургија, во се гледам да направам некоја драмска структура. И мислам дека и драмската структура е една која што обврзува и која што ти гарантира за квалитетот. Ако ја направиш како што треба и покрај тоа што ние секогаш велиме дека кога ќе се најдеш пред некоја тема, ти прво треба идеја, потоа ти треба збор и на крајот ти треба сцена. Значи, она што значи реализам и она што значи, да речеме, модернизам, експресија, се разликува токму по тоа. Дали идејата и зборот ќе ги ставиш за сцената ќе биде примерна, или идејата и зборот ќе ги ставиш пред сцената, па сцената ќе биде во подредена ситуација. Сцената е исто и како се вика, и романот и делото. Бидејќи драматурзите и барат стејдж, нели, преку сцена, а нашата сцена всушност на романописците и на поетите е всушност пишаниот збор книгата. Сега видете вака. Кога ќе се најдеш во една таква ситуација, може да замислите, има една ситуација во литературата, во една етапа или да речеме фаза во литературата кај што се зборува за лар, плур, лар, и тоа е едно од најлошите работи во уметноста. Зошто? Затоа што се работи заради уметноста. Значи, тамо нема пласман на идеја, тамо нема бранење на теза. Значи, овој сега роман, да речеме сега за кој што сега зборуваме, и за она се што сум го правил наназад, во овој роман се огледа управо тоа, на некој начин во романот на едно место, во една глава, зборувам за сите мои претходни дела, како сум ги напишал, која била мојата идеја, кај сум го ставил зборот, а кај сум ја ставил сцената, кои се тие ликови, од каде доаѓаат. Дури има една ситуација кај што книжевниот лик му вели на авторот, вика, да мислиш дека ние книжевните ликови зависиме од вас? Не, обртно е. Ние остануваме вечни, вие умирате. И затоа понекогаш дури сме и поважни. И повеќе живот има во нас, отколку вие авторите што го правите. Мора да бидете одговорни. Значи, кога создаваш нешто, значи, пази, секој автор е еден демиург, но ние сме несовршени демиурзи, бидејќи несовршенството е наша одлика. Не можеш ти да кажеш дека го работиш тоа совршено. И токму тоа и смета на нашите ликови, и на она што го ние правиме, и доаѓат во спор со ликот и ти вели, чекај бе ти си ме создал, а зошто си ме, знаеш ти колка е одговорноста да создадеш некој и да го пуштиш во живот. Значи, нашите ликови се тие кои што живеат паралелно, наспроти нас. Значи, тоа, со ова, на некој начин, со овој роман сакам да кажам дека се она што го ние правиме, треба да го правиме со одговорноста на еден демиург, на еден творец, на еден создател. Дека ти ништо не можеш да пуштиш во стварноста, во реалноста, бидејќи од имагинативниот, од имагинацијата ти извлекуваш, да рече, материјал и од него го формулираш и му даваш форма и го пушташ во стварноста. И тој веќе има стварен живот. Романот има стварен живот. Ликовите во него има стварен живот. Тие се среќаваат со други ликови. Во романот има еден лик кој што треба да се сретне со ликот на Оскар Памук. И му вика, те молам, дај ми адресата, сакам да го сретнам Басманџи. Вика, што имаш ти со него да го сретнам? Па вика, затоа што сакам да кажам дека си препишувач. И ако си препишувач, ќе видиш дека ние за тоа ќе бидеш казнет. И он вика, каде ќе бидам казнет? Па вие сте ликови. А ти мислиш дека ние ликовите не може да го казнеме авторот. Му дозволуваме така, што сака да прави со нас. Или му вика, зошто не сопре во моментот, не затвори во една просторија и во моментот кога ние требаш да излеземе надвор, ти не викаш, почекајте, ќе дојдат и вашите 5... Кај се нашите 5 минути?
Зашо не остави? Да, Значи, има една ситуација која што е така, да речеме, многу интересна во овој роман. И романот е краток. Како би рекол Чехов, тоа е сестра, краткоста е сестра на успехот. Дури вика, јас имам манија на краткост. Во се бара, секоја сакам кратки форми, сакам кратка песна, кратки романи. Затоа сум болен, да речем, по Старецот и морето, болен сум по Ками, да речеме, Странецот и се она. Дури и на Томас Ман, кога ќе видиш големите романи, и отнеш кога гледаш Смртта во Венеција, уживаш. Значи, уживам во се она што е кратко, но што е јасно, како што би рекол Блаже Коневски, просто и строго и брзо податливо. Значи, само по себе секоја една форма, да речеме, и романице, то представува експресија и импресија. Значи, импресираш се од една ситуација, ти мора да имаш експресија, мораш да имаш импорт и експорт. Не може во ниту еден случај да направиш дело кое нема да биде импорт и после кое нема да побара експорт во поглед на емоциите. И кога ќе видам дека кај нас има повеќе инфлација, имаш милиони писатели. И кога гледаш некое празно дело, или кога ќе му речеш ти, кажи бе зашо си го напишал тоа, из доколице што би рекли србите. Да го убивам по пладнето, да речеме, или не знам што да правам пензионерските денови, и шкраба. И што би рекол Блаже Коневски, и не само вика што пишуват, туку барат да бидат почестени, барат и награда за тоа што ќе го напишат. Па на сите звона ударат дека напишал не знам што. Значи, секое дело мора да има идеја. Секое дело мора да има теза. Лар, плур, лар, треба да го заборавиме. Значи, нека го оставиме на некој кои што те речеме сака да ја вежбат својата рака или сака да бидат будни и мора да бидат будни, оти не и се спие пашарка тамо што без разлика, без веза некои нешта. Од тие причини, поради тоа што ние не држиме до содржината и не држиме до идејата, ни доваѓаат многу нус појави во секојдневието. А тие нус појави се резултат за тоа што некој не поминува, пази, васпитен процес е и читањето. Поминуваш низ една фаза во кај што црпеш одредени моменти кои што те формираат. Пази, ако животот е сцена, се она што е на таа сцена е форма на одредена идеја, на одредена материја. Се оформува на одреден символ. Ние мораме тоа да го оформиме, мораме да му дадеме содржина на одредена ситуација. И наеднаш гледаш милиони шаховски фигури и пиони, и како се вика, кралеви и се, но без одредена, како се вика, патна линија, без некоја стратегија, без нешто претходно насочено. Насочено врз база на неговите природни, како се вика, квалитети и предиспозиции. Не можеш ти да бараш сега наеднаш, ти текнува, ја ќе бидам политичар. Чекай, зашто да бидеш политичар? Шо ти со политиката сакаш да постигнеш? До каде треба да стигнеш таму? Кои се твоите цели? Треба да имаш јасна цел. И кога ќе ја подадеш таа јасна цел, Чеков вика, секаде можеш да лажеш. Во уметноста не. Можеш да бидеш и лажен доктор, можеш да бидеш и лажен инженер, уште по-добро лажен политичар, но не можеш да бидеш лажен уметник. Не можеш да бидеш лажен писател. Значи, ние сите треба да бидеме писатели. Всушност, да ја кроиме нашата, како се вика, идеја на начин на кој што ќе му послужи на народот. Ние не живееме сами за себе. Да. Ја не живеам сам за себе. Ја ако немам читатели, ако двајца-тројца денеска не ми се јават и да речат, ова ти е добро напишано, тука сам се јас тебе нашол. Браво бе, како си го тона. Тоа е веќе голема работа. Јас сакам такви и дури во политиката, ти да ти кажам твојата идеја е добра, јас ќе се повлечам по твојата идеја, а не по собствената. Оти во сите кај нас во оваа сега актуелна ситуација во која што се диктира од страната на одредени партии, луѓето се по себе одат, не одат по друг. Зошто одат по себе? Затоа што во прашање се нивните лични амбиции. Не е она што значи глобално некоја, како се вика, интерес, за да го решиме, собирајќи се заедно, обединувајќи се. Ако ние имаме заедничка цел, секој наше излегување пред јавноста ќе зборува за обединување. Така е. Нема да се критикуваме нас јавно, нема да велиме тие не са наши, вие са наши, не одите таму. Него ќе зборуваме за обединување, бидејќи имаме заедничка цел. И таа заедничка цел ништо друго не може да направи, освен да не каптира. И нашиот интелектуален потенцијал, било каков,
И тогаш те победуваш. Значи, јас имам цел кога ќе го напишам роман. Шото сакам да проговорам со јавноста, со другиот. И бирам начин. Ја бирам кратката форма. Бирам хумор, бирам јасни реченици, кратки реченици, што вика без описни моменти. Без такви, да речеме, да, кога ќе се најдам во таква ситуација, најмногу воопшто не сакам да се буткам во некој фразеологија, во опишување на некои нешта, тоа го оставам се на читателот, бидејќи читателите више не са во таква ситуација да ти на него се 2 сата му опишуваш, што викаш овој. Како се вика, маркизата станала и отишла на прозорецот. 2 сата опишуваш, па перде некаде, како спаѓа пердето, па не знам како се. Тие работи веќе во денешната литература. Има и такви, што ќе пишуваат романи по 500 страници, 700 страници и сметат дека напишале големо дело, но за мене совршенството е во кратката форма. Ке го прочитаме и новото совршенство. Уште еднаш ќе ја споменеме денеска на Пладне. Уживав во вашиот одговор и се разбира, верувам дека беше инспиративно и поучно, нели, за оние кои што го слуша и затоа не ме ни прекинав. Но времено ни оди некако брзо. Но тоа грешка правите мојата жена ако го гледа ова кеча, мамбе. Зошто не го прекина? Има ли некој што може да те сопре? Не, ние треба да одмориме некој. Се шегувам. Се беше она што срочено она што сакаме да го чуеме како одговор, така што навистина ми посакувам успехи со овој роман. Што се однесува до пишувањето и творењето, завршувате едно, па почнувате друго или напоредно може да се случи да Па видите, понекогаш си би напоредно неколку работи. И кога ќе се најдам понекогаш што да издадам, ја како знаеш она картите, па си викаш ова ќе го издадам оваа година. Мада, видите, никој не треба да брза во поглед на издавањето. Многу е добро. Да речеме, треба да помине време од кога ќе го завршите делото, да го препрочитате, па нешто да промениме. Па тоа е најдобро, само што ние тоа е недостаток кај нас, тоа е таа, како се вика, лоша особина на сите писатели, поготово сега во време во кое што, да речеме, за 100 евра, 200 евра, извинете што зборувам во друга, можеш да објавиш книга. И сега си викат, ајде брзо да објавиме книга, па таа книгата, нели, ќе ми даде поинаков статус во средината, ќе бидам препознатлив по нешто, вака сум никој, нели? Ќе напишам нешто, па ќе кажам дека сум поет. Оти веднаш кога ќе напишеш една книга, да речеме, или кога ќе напишеш една песна, ти си поет или си прозаист. Нема врска. Но најдобро е, уште и Чехов вели, вика, ќе го напишете тоа и ќе го ставите во багажник или во куфер и по една година тамо ќе го видите и повторно ќе го скратите. Значи, додека не го доведете до минимум, знаеш кој ќе речеш некаде, биолошки минимум. Само тоа што може да го одржи делот. Ќе го кратиш и ќе го донесеш до таму. Значи, најдобро е она кое што е кажано во неколку реда. Ама во чисти, јасни, прецизно. И разбирливо. Ви благодарам. Убава промоција, па да се видиме пак за ново дело. Верувам дека ќе биде тоа брзо. Дај Боже.